Помина еден месец од реализацијата на програмата на Битолското културно лето Битфест 2017. Голем број на граѓани сите овие денови уживаа во настаните, изложбите и концертите на локации низ цела Битола. И овој викенд богата програма кога се во прашање културните случувања во градот. Во 18 часот на плоштадот Магнолија бидете дел од настанот на Верица Бутлевска организација на жени. 21 часот нова сцена Народен театар, Мојот последен ден, приказна за последниот ден на стариот театар од Битола. Игран мултимедијален перформанс во кој учествуваат актерот Дамјан Цветановски. Во 21 часот Стара Битолска чаршија, смотра фестивал, Сдружение на граѓани, асоциација 615. Со необичните локации и внимателно селектираните изведувачи кои настапуваат со енергични диџеј сетови и настапи во живо. Овој фестивал представува одлично место за сите перфекционисти, љубители на алтернативната култура. По 6 непрекинати изданија, обединувајќи ги најдобрите таленти, успеавме да изградиме и одржиме фестивал кој представува дестилатор на најдобрите електронски звуци во Македонија, велат од асоциацијата 615. Во недела во 19 часот на програмата на Битфест во Магазата, Телот Зидание, тридневен фестивал, интерактивна работилница на Сдружение на граѓани Кич Битола. Интересно за овој настан е тоа што секој од учесниците, посетителите на влезот добива празен лист на кој подоцна испишува буква, збор, мисла или цртеж. Тие материјали се собираат за конечната реализација на последниот ден од фестивалот. На еден видеобим постојано течат видео трансформацијата на тела низ времето, низ призмата на уметниците, модата и бодибилдингот. На другиот видеобим се одвива интерактивна презентација. Во делот на словот Зиданието ќе се направи споредба на градењето на зборовите, речениците, стиховите, преку соодветна компарација со градењето на телото. Психологот ќе има задачата да ги анимира учесниците, да ги поттикне да размислуваат надвор од вообичаените стандарди на перцепцијата на убавото, но и сваќањето за себе, своето тело и самодовербата која многу влијае врз конечниот ефект на убавина. Во понеделник во 11 часот на плоштадот Магнолија со Битола растеме, детски едукативен хепенинг, кој што го организира Сдруженијето за развој на екологијата, туризмот и културната соработка Green List. Овој детски хепенинг е замислен како едно големо дружење на децата од предучилишна возраст. Хепенинг во кој низ игра, песна и забава покрај едукативните ќе се промовираат и историските, моралните и социолошките вредности, кои произлегуваат од средината во која ги стекнуваат своите први сознанија за себе и градот. На хепенингот од страна на децата ќе бидат презентирани подзаборавени детски игри од типот џамли, народна, да бие, ластик, петкамен и слично, но ќе се пеат и стари песнички. Креативноста на децата ќе биде стимулирана и со правење на основни форми од хартија летала, авиони, капи и бродови, но и со посложени елементи, оригами, арабески и друго, со што плоштадот Магнолија би делувал како една голема детска креативна работилница.